Американскиот председател Доналд Трамп го наименува Нил Горсач на доживотната функција член на Врховниот суд. Со овој потек се обновува конзервативното мнозинство во судот и, според оценките, се оцртува неговиот пристап спрема прашањата како абортусот, контролата на оружјето, смртната казна и верските права. 46-годишниот судија од Колорадо се соочува со потенцијално дискутабилна битка за неговото одобрување во Сенатот. Имено, републиканците во минатата година одбија да расправаат за кандидатот на тогашниот председател Барак Обама за пополнување на испразнетото место, откако во минатиот февруари почина конзервативниот член на Врховниот суд Ентонин Скалија. Горсач е најмладиот кандидат за член на највисокиот суд во земјата во изминатите над 25 години. Објавувајќи го изборот на Горсач, председателот Трамп изјави дека исполнува уште едно негово изборно ветување. Months ago, as a candidate, I publicly presented a list of brilliant and accomplished people to the American electorate and pledged to make my choice from among that list. Горсач стана судија на апелациониот суд во Денвер во 2006 година, откако на таа позиција беше предложен од тогашниот председател Џорџ Буш. Некои демократи во Сенатот веќе изјавија дека ќе бараат блокирање на кандидатот што ќе го избере Трамп. За Горсач се смета дека е конзервативен интелектуалец кој ги поддржува верските права и според некои американски аналитичари тој имал поконзервативни ставови од претходникот, починатиот Скалија. Горсач, прифаќајќи ја кандидатурата, рече: По соопштувањето на одлуките за нов член на Врховниот суд, стотици демонстранти од групите за граѓански слободи излегоа да го искажат несогласувањето со изборот на Горсач. Во меѓувреме, во неколку градови во Соединетите држави продолжија протестите против наредбите на председателот Трамп за привремена забрана на влез на граѓани од 7 претежно муслимански земји. Во Колумбија, Охајо дојде и до турканици меѓу демонстрантите и полицијата. Исто така, судиите во најмалку 5 американски држави ги блокираа федералните власти да извршуваат ова наредба на Трамп.